Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес сме собрани овде пред спомен плочата на Поп Стојан во дворот на црквата Свети цар Константин и царица Елена во селото Разловци да одбележиме 143 години од Разловечкото востание. Разловечко востание е востание на македонскиот народ против Османлиската империја од 1876 година во Источна Македонија, со центар во селото Разловци. Во 1876 година во Разловци избухнало Разловечкото востание на македонскиот народ против Османлиската војска. Открито успехот на востанието, тоа имаше големо значење за губењето на националната свест и за народно-ослободителната борба на македонскиот народ. Главни иницијатори и организатори на востанието биле Димитар Попгеоргиев Беров, 1840-1907 година и неговиот дедо Поп Стојан од Разловци. Димитар Беровски зашколувал во Русија и во Белград, Србија, а потоа се вратил во Разловци, каде станал учител. Тој увидел дека борбата против Цариградската патриаршија нема да го реши основното барање на селаните и граѓаните за нивното ослободување од турско робство. Затоа тој направил план за кревање востание на Македонија. За таа цел во 1875 година заминал во Солун, каде формирал таен кружок, откаде ги започнал подготовките за востанието. Најголем проблем за успешно изведување на востанието представува недостатокот на парични средства, со кои требало да се набават оружје, муниција, топлазивска облека и санитетски материјал. За да дојде до пари, Димитар Беровски одлучи да го продаде својот имот во Беров, а за таа цел дел од својот имот продал и Поп Стојан, кој ветил и дека ќе го исплати сиот десеток за селаните од Разловци, за да можат да купат оружје. Со овие средства било купено оружје и муниција, кои биле пренесени во тајни складови во Разловци. Неколку месеци пред востанието, Димитар Беровски им порачал на двете учителки од Солун, Недела Петкова и Станислава Караиванова, кои биле мајка и ќерка, изработат знаме за идното востание. Знамето со димензии 186 по 165 см било изработено на жолта подлога со разјаден црвен лав и на него пишувало Македонија. Подоцна, во избухнувањето на востанието во Разловци, на знамето било дополнително извезено "Станете да ве ослобода". При задушување на востанието, Димитар Беровски успеал да го проби обрачот и со себе да го земе и знамето, кој денес се чува во воено-историскиот музеј во Софија. Во април 1876 година Димитар Беровски пристигнал во селото Разловци за да согледа како се одвиваат подготовките за востание, за кој активно раковедел Поп Стојан Разловски. Во местноста околу Черчево, во подножието на планината Гола, се одржале неколку подготвителни состаноци. На еден од нив било решено востанието да го запади источниот дел од Македонија. Востанието требало да започне во Пијанец, каде требало да се ослободи главното место Царево село, денес Делчево и Малешевско, при што со заеднички сили требало да се завземе Берово, во кое имало помалку турски војници, и на крајот да биде извршен заеднички напад на главниот град, во тоа време на двете области, Пешчево, каде што било и седиштето на Мутурлакот. Потоа, востанието требало да се прошири и во Радофишко, Струмичко, Петричко и Мелничко. За таа цел, Димитар Беровски со мала чета требало да ги обиколи сите места за да ги подготви на определен знак да востана. На 19 мај 1876 година било одржано последното советување, на кое учествувале околу 30 вооружени заговорници. Во текот на состанокот пристигнала вест дека во селото Разловци пристигнале турски даночни чиновници. Уплашени да не бидат откриени,
Востаниците брзо реагирале и одлучиле востанието веднаш да започне. Прику ноќта се собрале уште 30 вооружени селани и било одлучено востанието да започне во селото Разловци, а потоа да се прошири пошироко. За војвода и главен водач бил избран Димитар Беровски. На 20. мај 1876 година во утринските часови Разловци било нападнато од востаниците. Некои турци биле убиени, а други ранети. Селаните ги изгореле нивните дефтери. По наредба на поп Стојан, син му на Костадин го запалил сопствениот тан за да им даде пример на селаните дека го жртвува имотот за слободата, која е поскапа од се. Откако се пресметале со тамошните турци, еден дел од четата, предводена од Беровски, заминала кон Малешевијата, за да се соединат со отпорано подготвените 300 малешевци. Другата група под водство на Цоне Спасов требало да ги евакуира жителите на Разловци и нивната стока, а потоа да се приклучи кон главните востанички сили. На пат кон Берово, кај село Митрашинци, Димитар Беровски и неговата чета имале судир со една помала турска воена единица. Таа била растерана, но Беровски бил ранет во главата. Оваа неповолна состојба делувала негативно и востаниците наместо да одат кон Малешевијата се вратиле назад во Разловци. Од Разловци, четата, наделумно закрепнатиот Димитар Беровски, продолжила кон Кочански. На 29. мај, турскиот аскер, засилен со башибозук од околу 1000 души, тргнале во противоофанзива против 300 востаници. Селаните кои не успеале да побегнат биле зверски убивани, оставани за пример на населението, а некои од селаните од реонот биле мачени како затвореници во Сер, Солун, Скопје и други. Поп Стојан се самоубил, а околу 30 востаници од разловечката чета на чело со Димитар Беровски успеала делумно да се задржи и да ја продолжи борбата во Малешевските планини, Пијанец, во Суговските планини и во Кресни. Причините за неуспехот на востанието главно лежат во неговото предвремено избунување и незавршените подготовки. Ранувањето на водачот на востанието делувало негативно на текот на востанието. Востаниците не успеале да се координираат и пообразат со организираните востанички формации во Источна Македонија. Од друга страна, местните турски власти мощно брзо реагирале и го задушиле востанието уште на самиот почеток. Разловечкото востание и покрај неговото брзо пропаѓање е од особено значење за историјата на македонскиот народ. Востанието самостојно го организирала, материјално го издржувала и го извела македонската световна и духовна интелигенција со масовно учество на селанството. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, во чест на сите храбри и загинати борци, учесници во разловечкото востание и за сите оние што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава им! По повод 143 години од разловечкото востание, свежо цвеќе пред спомен почеток ќе положат делегација на општина Делчево, организации, институции, политички партии, сдруженија на борците, сдруженија на граѓани и други. Нека повелат.